Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Поаѓањето во градинка е една од најголемите и најважни животни промени кај детето по неговото раѓање, но тоа представува голем стрес и промена и за родителите. Што може да направи семејството за детето полесно да се адаптира на градинката, ќе запрашаме доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Кога децата ќе почнат да посетуваат колектив, одеднаш почнуваат постојано да се разболуваат. Им тече носето, грлото ги боли, качуваат температура. Зошто ова се случува? Може ли нешто да се преземе за да се подобри детското здравје? Ќе го запрашаме професор доктор Александар Сајковски, специјалист по педијатрија во Аџибадем, Систина. Емисијата стартува веднаш. Вклучувањето на детето во група во градинка представува неговиот прв голем исчекор надвор од семејството. Тоа е стрес и за детето, но и за родителите. Што може да се преземе за детето полесно да се адаптира во градинката, ќе запрашаме доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во Аџибадем, Систина. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата Марија и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Повеќето родители што работат и што имаат професионални обврски, а немаат логистика од баба и дедо за помош, обично ги запишуваат децата порано во градинка, во јасли, на 8, на 9 месеци и слично. Според вас, на која возраст е најсоодветно детето да почне да оди во градинка и да го направи оној исчекор надвор од семејството? Кога сметате дека детето е зрело за градинка? Така, идеална возраст, идеална зрелост не постои, поради тоа што нели секое дете како и секоја возрастна личност е една индивидуална категорија, каде што нели, меѓутоа она што можеби е, како да кажам, универзално прифатено е дека првата година од животот на детето е една која што е вака соодветна за детето да може да стартува во градинка. Она кое што можеби повеќе треба да се насочи во прашање кон родителите, кога родителите се спремни да го пуштаат детето во градинка. Бидејќи детето е спремно. Ако ние го спремиме, детето е спремно. Може и порано, од 9 месеци. Значи, споменавте дека можеме ние да го спремиме. Па како да го спремиме детето за тоа одвојување? Бидејќи, како што споменавте, секој дете реагира различно на градинката. Некој ќе пружа отпор, ќе плаче, нема да сака да јаде, ќе страда, друго пак со задоволство ќе ја посетува. Така, ова е, да речам, можеби одговорот не е едноставен и не е еден универзален одговор, меѓутоа тоа кое што е навистина значено да се напомене на родителите е дека во самиот процес на чување на детето, уште да речам од нулта денот, денот кога го носиме детето дома, пожелно е детето да го социализираме. Социализација не се мисли нели нормално да го изложиме на други деца, да го изложиме на непознати. Меѓутоа, постепено во развојот, што од првиот месец, значи вториот, третиот месец, колку што можеме да вклучиме непознати лица во животот на детето. Заради тоа што она дете докажано е кое што од најраната возраст се соочува со непознати ликови, значи со ликови кои што се нели надвор од неговата мајка, надвор од неговиот нели од таткото, од она да речам потесно семејство, така е. Докажано е дека тие деца полесно се адаптираат, односно полесно го прифаќаат оној момент кога треба да бидат на некој начин нели пратени во градинка. И тоа кое што нели она родителите познато име го велат она сепарациона анксиозност, моето дете кога ќе го пуштам една минута одма плаче, одма ме бара. Тоа е нормално, тоа е природно, заради тоа што нели барем во овие балкански земји, да речам оној период нели на како да кажам, на прво рано чување на детето е мајката, нели, доминантно. Има одредени земји каде што и таткото добива, нели, породилно отсуство, меѓутоа кај нас, нели, балканскиот свет е ова, каде што почесто, нели, мајката која што е прва и во тесна врска со детето. И заради доењето, голем дел. И заради доењето, сигурно, така е. И ради многу други биолошки законитости, нели, надвор од она што е стандардизирано. И тоа што е многу значено да се каже е дека доколку мајката му објаснува на детето дека сега ќе го причува некој друг, дека мама се враќа, заради тоа што децата во оваа возраст некаде 60 месеци, они за прв пат им се јавува таа сепарациона анксиозност, да дете плаче, да дете се треска, да дете вознемирено, да дете почна да му тече носето, да
почнува да има некакви си манифестации во стомачето. Тоа се едно, како да кажам, тоа се едно сомотоформни поплаки кои што се почнува да се водат од најрана возраст кај детето, а целта е овој симптом да повика мајката да се врати назад, значи да му обрне внимание. И тоа што родителите може да го направат во овој период, значи тоа се некои две клучни работи, е да му објаснуваат на детето дека они ќе се вратат, заради тоа што децата онаа најрана сензомоторна фаза, они мислат дека нели објектот кој што сега не име пред очи дека веќе не постои. И они се плашат всушност дека мајката кој ги остави дека она не постои. Дека нема се врати. Родителот така дека нема да се врати. И они после тоа нели како што се развиваат оние други моменти на мислење кај детето, она моторна, нели кога ќе се надмине таа сензомоторна фаза, кога ќе влезе во некој апстрактно и така натака мислење, натака се подобува кај децата. Меѓутоа ние како негователи, како нели лица кои што сме должни да му помогнеме на нашето дете, е да му објаснуваме од најраната возраст дека ние, ако нема, дека ќе се вратиме, дека мама оди на работа и доколку ние сме, да речам, спремни како родители, очекувано дека детето многу полесно ќе го прифати тој процес на адаптација. Дали детето што не е подготвено, што не е спремно да остане само во градинка, секогаш тешко ќе се адаптира на градинката? Тоа е правило? Мислите ако еднашка до сега не е адаптирано? Доколку не е подготвено на сето ова, на сепарација, на одвојување. Да, го разбирам прашањето. Знаете како, нема баш да речам универзален одговор дека да се ќе му биде натака во животот тешко, меѓутоа се гледа дека веќе таа, да речам, бидејќи има еден момент кој што нели нас родителите малци наболи кога ќе ни го кажат дека детето до 5-та година е некаде 80% формирано. И кога ќе му кажете нели на некој човек дека вашето дете на 5 години има карактер, они викаат како не на 5 години карактер, тоа детето ништо не разбира. 80% детето формирано 5-та година. И тоа кое што е многу важно да се каже дека децата кои што побурно, емотивно ние би рекле тоа реагираат во тој процес на сепарација, таа анксиозност која се јавува, пак ја кажам, со тие низа на сомотоформни поплаки, очекувано дека може како модел усвоено однесување, бидејќи јас знам дека мене ако ме боли стомачето, мене мајка ми ќе ме разбере. И многу очекувано дека и во школа кога ќе се соочам со некој предмет каде што нели не ми оди добро, јас ќе кажам дека нели имам температура, не ми е добро и навистина некогаш децата има температура од таа грижливост околу тие школски обврски и да мајка која што е нели висока емотивна, повеќе негователски насочена, она ќе каже па добро, остани дома, не можеш да одиш на тој тест. И на некој начин ние го учиме детето, бидејќи нели ние сме рол модел, детето проверува, гледа што може да добие. И дека ние го учиме на некој начин детето дека со таков тип на реакција, она ќе добие таков одговор. И да, и доколку нели родителите и тука има низа на интервенции за овие родители што се загрижени нели на ова прашање, низа на интервенции каде што им посочуваме дека на децата треба онаа улога на болежливо дете да ја заменат со некоја друга улога позитивна, каде што детето она грижливост, она внимание што го добива кога е болно, да ја добива на некој друг начин. Например, кога убава црта, кога убава пее, кога убава решава задачи, значи низа на работи на кои што детето, нели, секоја мајка си го знае детето и знае што најмногу тоа дете сака да прави, да го пофалува на друг начин и на друг начин да му дава нежност и топлината. И во тој случај на детето ќе и загуби желба да биде секогаш болежливо, бидејќи тоа веќе не е интересно, тој модел не му носи награда, него на позитивното родителство му носи награда. И тоа е една така, да речам, поприлично честа интервенција која што правиме во семејните системи, да родителите усвојат некој нов модел. Ова е убаво да се знае. Но што да се направи доколку детето едноставно покажува огромен отпор кон градинката? Неутешно плаче, не сака да јаде, не сака да оствари контакт со воспитувачката, па дури некои почнуваат и да мучкат во гајки, иако имаат усвоено хигиенски навики. Така, тоа се се регресивни феномени што ги напоменавте, кои што се јавуваат нели кога детето на некој начин бунтува, тоа нели некогаш и често се објаснуваат како некои тантруми кои што детето наставно сака да се вради на пробитна и стабилна позиција. И интересен феномен е чисто за да нели подобро го разберат овие гледачите е што и ние како возрастни личности, а кога се соочуваме со нешто што е непријатно за нас, ние знаеме да правиме регресивен феномен. Например, не знам, не ни е добар животот во новото семејство, па знаеме се вратиме назад кај родителите. Тие регресивни феномени, само што нели кај нас практично ги објаснуваме зашто ги правиме. Исто така прават и децата. И тоа што рековте вие, оно усвоило да тоалета и сега назад имаме регрес. И она кое што повторно ќе го кажам е дека родителите поготово или некои што не се медицински лица, многу емотивно реагираат на детските солзи.
Децата немаат развиено добар говор, нели добри вербални вештини и очигледно е дека нели они низ низа на невербални сигнали они ќе јавуваат дека нешто не им се допаѓа, нели јас тоа што би кажала на вас, мене не ми се допаѓа, јас сега имам тема кога настапувам тука. Децата не знаат да го кажат тоа и они ќе најдат илјада други начини како да ви објаснат дека нив тоа не им се допаѓа. Меѓутоа тоа што на децата не им се допаѓа, ние како родители сме должни, бидејќи градинката е есенцијално важна во она реципрочна социјална интеракција. Значи, она што да речам одликува типично од нетипичен на дете, односно типичен од атипичен развој кај децата е токму таа социјална интеракција. И на некој начин или ние кога ги тргаме децата од градинка, им го отежнуваме процес на социјална размена, на користење на низа на комуникацијски вербални и невербални сигнали. Значи, од тој аспект градинката е многу значајна. И ние како родители треба сме повеќе истрени, бидејќи знаете како, ниедно дете не умрело од солзи. Ниедно дете не знам како не завршило ако плаче. Солзите се само момент на борба да ни покажат они дека не сакаат да го прават тоа. А ние како нели старатели, како возрастни луѓе кои што имаме капацитети и емоционални компензаторни механизми, сме должни да покажеме да, ти ако бойкотираш, јас знам дека те носам во градинка, пошто тебе ти е подобро таму. Но сепак на родителите им е стресно. Така е. И тоа е нормално. Не е едноставно да ги прифатат солците на децата, особено во првите денови при запишувањето во градинката, доколку родителот е вознемиран и исплашен што ќе го остави детето во градинка. Ќе се пренесе ли тоа и на детето во првите денови? Може ли тоа да стане вознемирено поради родителот? И интересната работа е што вие ме најавивте како детски и адолесцентен психијатар. И на крајот јас ќе ви кажам по пракса дека детски адолесцентен психијатар многу почесто работи со родители и него што работи со деца, да. И тоа ќе ви го кажа нели повозрастните генерации на детски психијатри, заради тоа што у суштина децата особено во првата фаза, првата развојна фаза до нека втора година, оние се во тој имитаторен свет, во таа имитаторна интелигенција. И кај нив таа е исклучително добра. И оние кога гледаат мајка која што вознемирана, се вознемирани они. Ако гледаат они мајка која што плача, плачат и они. Они го копираат моделот на однесување. Сигурно вие како родител ви се случило да вие како што држите чашката, држи вашето дете. Оние работи не ги прават ако не го виделе тоа. Значи децата го копираат моделот на родителите. И ако ние не сме психички спремни дека треба да го пуштиме детето, и онока што најчесто може би родителите и го имаат како емоција кога го пуштаат детето во градинка, е она грижа, дека грижа на својот, сега го оставам дуг да го чува, јас не го чувам. Оној биолошки мајчински инстинкт, оние хормони кои што се преплавени, мајката е преплавена со низа на хормони кои што нели се поспартални, и тоа е се во ред, и тоа е сосема природно. Идејата на родителите им се објасни дека тоа чувство е нормално, тоа е вообичаено чувство, и дека вие не сте лоша мајка кога го пуштате вашето дете во градинка. Напротив, вие треба да го пуштите за да него му биде добро. Него му е место меѓу децата, не му е меѓу возрастните. Истото што се случува во домот. Дете кое што е научено да заспива само, кој што едноставно кој што има своја соба. И знаете, во светот архитектите и низа на луѓе кои што се бават со интериер, дали име родителска и детска соба. Има зашто тоа е така, инаку би било мешана соба. Секаде на проект план кој ќе земете стан да купувате, ќе видите дека има родителска и детска соба. Дете кој што од најрана возраст ќе се постигне сепарација, секоја наредна етапа во животот полесно ќе ја прифаќа. Не дека другите деца нема да најдат начин, меѓутоа ќе имаат, како да кажам, низа на интервенции кои што ќе треба да се прават од текот на животот. Како што на пример еден пациент кој што има хронична инсуфициенција треба да оди по еден час да купи во текот на денот за диализа. Значи тоа се некои работи кои што нели треба да сме во мир со себе кога ги правиме одлуките во животот. Значи сме во мир со себе кога ја правиме оваа одлука детето да појде во градинка, дека тоа е нешто нормално, природно и посакувано. Е сега кога зборуваме за адаптација на детето во градинка, може ли да ни дадете некои практични примери што е пожелно да правиме, а што треба да избегнуваме? Еве на пример, во почетните денови кој да го носи детето во градинка, дали мајката и таткото или пак е полесно кога бабата и дедото го прават тоа? Доколку полесно влезе во градинката ако го однесе некој друг? Па, во принцип, најважниот чекор пред да стигнеме до носење на детето е да се зборува на детето, заради тоа што децата рецептивниот говор има многу високо развиен кога се мали. Нив заради да речам низа на други моторни мускулни делови на ликот кои што нели не се уште развиени, они говорат нели има покасно.
Меѓутоа, оној момент кој што го имаат, рецептивниот говор е многу добар на сметка на експресивниот. Така што они разбираат начинот, тонот на кој што ние зборуваме, тонот на кој што објаснуваме, кога ќе почнеш да одиш во градинка, таму ќе си играш со дечиња, таму ќе биде многу забавно, ние после работа ќе те земеме. Мама ќе има повеќе време за тебе зашто ќе може да иде на во работа да заврши други работи. Значи, начинот на кој што ние зборуваме со децата е клучно важен, а во однос на носењето, ја стално го велам тоа на семејствата, најдобро да го носи оној кој што од Сабајле е смирен во смисла кој што не доцни, кој што има повеќе време да го однесе детето во градинка, заради тоа што ако ние не го изменаџираме добро денот, ако на пример мајката треба и да стигне порано на работа и да го однеси детето и да не знам успа да ја однесе свекрвата на доктор или не знам што, значи пошто се случува, тоа е нели нашиот стил на живење, балканскиот. Мислам дека таа нервоза и таа агитација уште повеќе ќе биде кај детето изразена. Така што најважно е партнерите, нели родителите во нивниот брачен сојуз да се договорат да го изменаџираат тоа и тоа да е утврдено веќе пред да дете треба да појде во градинка, а не они да се договараат откога дете ќе појде, па се караат околу, па се ти вака, па ти така, пошто тоа е нешто што многу често се случува и децата на некој начин нели они не знаат што се случува, они само гледаат дека тука некои двајца се караат и они се вознемируваат дополнително. Така што многу е важно да се изменаџира добро од тој аспект. Докторке, а треба родителот веднаш да се замине или пак да седи и да чека, да речеме 2-3 часа па порано да го земе од градинка во првите месец, два? Па пожелна адаптацијата, особено нели кај деца кои што на некој начин, пошто има стварно деца и деца, нели како и за се во животот, оние деца кои што се да речам емоционално врзани за родителите, во смисла да нели таа умреженост е малце повисока, пожелно е да е прво неколку часа. И тој го велат во градинките, прво час до 2, па после тоа 3 до 4, па после да пробаме со една дремка, па после да пробаме со 2. Така да оној процес на дефинитивно на адаптација е потребен. Потребен е за сите деца. Меѓутоа воспитувачките, пошто тоа се професионалци, тоа се луѓе кои што знаат што прават. Они многу добро препознаваат и они ќе ви кажат одма кога ќе ве вашето дете. Ова дете ќе се адаптира 3 месеци. Овој дури буквално како да предвидуваат. Ова дете ќе се адаптира толку. Они знаат бидејќи имаат искуство. И тоа што храбро им го кажам на родителите, тоа се професионалци. Ние ги носиме децата наши ке професионалци. Треба да им веруваме. Значи они се професионалци и знаат што прават. И вашето дете е во институција каде што е сигурна. И родителите треба да веруваат во тоа. И тоа се пренесува на децата. А во однос на поздравот да биде краток или долг, да му се каже ли на детето дека ќе остане неколку часа во градинката или пак подобро е оној безболен начин веднаш ќе се вратам за да влезе без проблеми, без солзи? Па, искрено не е добро децата да се лажат, заради тоа што детето разбира, поготово нели ако збориме, ако носиме некој дете кој што има 2 до 3 години, сакам му кажеме веднаш ќе се вратаме и не се враќаме, малце нели не е во ред. Идејата е дека треба, тоа е и во било кој момент кога сигурно како нели секој родители го почувствувале тоа, дека детето кога ќе почне да вика, да се бунтува, да го дефокусираме, да му покажеме нешто друго. Леле видеа птицата надвор колку убава. Леле видеа тревата. Децата дефокусацијата страшно многу им помага. И тоа е некој модел кој што во светот и така како се користи, да буквално го дефокусираме детето, на пример да му покажеме што има во градинката. Види ги топките, види ги двете дечиња мама, значи да не пробуваме да му правиме нели најразлични приказни кои што детето ќе ги разбере и ќе чека да се врати мајката, него мама оди на работа, благодарение тоа што мама оди на работа, ние ќе одиме летово на одмор или ќе можеме после да прошетаме во паркот, мама ќе може да ти купи сокче или не знам било што да се објасни на децата. Особено значи ова го кажат да одиме на одмор ако е летен период, инаку на децата да им кажуваат од декември дека ќе одат во нема логика. Чекат летото е 2. Да, така, значи децата немаат толку далеко сежна представа, така што некои да речам во блиска иднина што се работи за да едноставно прифатат и тоа е тоа. Да ги поканим и гледачите да постават прашања во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Почитувани во првиот дел од емисијата ќе зборуваме за адаптацијата во градинката со доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Таа ќе ги даде одговорите на сите ваши дилеми, а секако и на бројните наши прашања. Во вториот дел на емисијата ќе зборуваме за детското здравје, за оној здравствен аспект и честите разболувања кај децата. И сега ги спомненав честите разболувања на децата. Колку е важен континуитетот во градинката, значи редовното одење во градинка за детето да се адаптира. И ова значи не случајно ве прашувам, бидејќи почнуваат постојано да се разболуваат и родителите велат една недела е во градинка, 2 недели е дома. И потоа повторно имаат проблем. Да. Тоа е да речам баш и добро прашање, нели можеби никој не е доволно мудар да може да одговори на ова прашање. Меѓутоа она што е стварно и се случува често заради тоа што како што детето, нели сите витални системи не му се развиени до крај, така и имуниот систем не му е. И нели како што чекаме детето да прозвори, што така чекаме и имунитетот да се развие, а паралелно
паралелно ние го изложуваме нели во средина каде што постојат бактерии, постојат вируси, тоа се нели жива материја, ние го пуштаме детето во жив свет. И очекувано дека ќе се разболува. И она кој што да речам е утешително за децата кои што почнале во градинка, односно родителите кои што се охрабриле и ги пуштиле децата во градинка, е дека дете кој што еднаш го успеало да се адаптира на тој систем, можеби да, разболувањето ќе му го отежне процесот на враќање. Меѓутоа, многу полесно ќе го вратиме ова дете назад во градинка, него дете кој што не сме направиле адаптацијата. А дефинитивно тоа педиатрите го знаат најдобро дека дете кој ќе почне да оди во градинка се разболува и тоа е реалноста. И она кое што ние често пати ги молиме родителите да бидат упорни. Иако дете се разболува, секако не по цена на животот на детето, секако дека ако треба пауза, мора паузи. Тоа го кажуваат педиатрите. Сега е период кога мора да го паузирате вашето дете од одење во градинка. Меѓутоа кога ќе процена дека детето е дека нели оние имунолошки параметри се во ред, тогаш е добро да детето повторно се врати во градинка и да се врати нели во детски свет на кој што припаѓа. Но што е со оние ситуации кога детето до тој степен е незадоволно што оди во градинка и страда, што навечер ќе почне да мокри во кревет, значи ќе се јави ноќно мокрење, или пак споменавте се жалат на болки во стомакот и тоа веќе трае извесно време, па родителите одат и по гастроентерохепатолози, на педиатри, испитуваат, велат се како што треба. Да, има ли ситуација кога велите одложете градинката, малку подоцна почнете? Од психолошки аспект никогаш не практикуваме совет да се одложи ако детето дава низадна соматофорни поплаки. Она што кажавте вие, да има уредни лаборатории, уредна крвна слика, нели уредни параметри витални, а да нели има психолошки моменти. Заради тоа што што го напоменав нели на почетокот, детето се брани со ваквото однесување. Детето кажува само едноставно мене не ми се допаѓа, како што на пример на нас нели може дента не ни се допаѓа да сме на работа, ама сме. Значи она само кажува дека нешто не му се допаѓа. И секогаш треба да размислуваме бидејќи децата имаме нели, ние сме родители, имаме многу силна емотивна врска и многу сензитивно реагираме на созите, особено нели на нашето дете. Да тука се охрабри малце повеќе родителот да ги гледа добивките на долги стази кои се од градинката. Да едноставно, да, ние можеби како возрастни сме супер за да го чуваме нашето дете, меѓутоа сепарационата анксиозност се јавува и таа обстојува низ животот. И деца кои што не постигнуваат рана сепарација, односно оној момент каде што нели не почнуваат независно да функционираат од родителите, им ги закочува натака сите можни биолошки, психолошки процеси натака. Значи ќе се одрази сето тоа и подоцна во животот, подоцна во животот, ако не го разрешиме тој момент, ако ние продолжиме емоционално да реагираме на болките во стомачето, на болките во не знам, она што викаме боли главата, имам температура или слично, тоа ќе биде моделот кој што ќе му го дадеме на нашето дете дека нашето дете е болежливо и заради тоа нема сила да се бори во животот. И заради тоа оној модел на болежливо дете ние мораме како родители да го замениме со нели дека нашето дете не е болежливо, дека сите деца се разболуваат, па и нашето, па не е тоа крај на свет. Значи ние кога би гледале така на детските слози, и они ќе научат да гледаат така. Проблемот е кај нас. Значи проблемот е кај родителот и пристапот, начинот на кој што се гледаат работите. Така. А дали советувате некогаш на некој родител сепак детето да не го запише во градинка, тоа да го направи подоцна? Има ли некои такви ситуации кога велите почекајте? Да, тоа го правиме кај деца кои што имаат атипичен развој, кои што кај нив биолошки природно, значи во самата, да речем, во самата генетска компонента, кои овие деца немаат оние потреба за таа социјална реципрочна интеракција, имаат некои стереотипни модели на однесување, зборуваме на первазивен спектар на болести кај децата, како што е аутизмот и другите невроразвојни болести. Тука, заради тоа што овие деца, пошто немаат биолошка потреба да се врзуваат, да имаат социјална интеракција со другите деца, они знаат да бидат и високо агресивни кон другите деца. И во таква ситуација, за жал, на родителите им објаснуваме дека нели они не се адекватни кандидати да одат во градинка, не само заради нели лошото на нивните деца, него заради, да речеме, околностите каде што се и другите деца. Али за здрава популација на деца во смисла со типичен развој деца, секогаш практикуваме да децата пожелно да се од најрана возраст да се социализираат. Имам тука неколку потпрашања, но ќе им дадам предност на гледачите да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав за докторката. Благодарам. Вака, значи, ние сме родители на 12-месечно бебенце, кое што почна со градинка претходната недела, значи една недела по 1 сат не примаат во градинка и ја враќаат за тоа што она многу плаче.
И кога се враќаме дома, значи, нели, кога се пие нормално попланивните дримки, имаме ситуации кога бебчето плаче во сон и некако трепери цело време. Исто и навечер се буди со плачење и цело време константно, значи, бара да е со мене. Во стилот, например, ќе ја земе баба, дедо, таткото, ама она гледа со мене, покажува со прсчето и инсистира јас да ја пресоблечам, јас да ја дадам да јаде. И некако, не знам, еве докторкава да не советува како да се однесуваме дома во такви ситуации и дали е нормално еве вака кога има немирен сон, кога плаче во сонот. Такви реакции. Да, ви се нормални. Ви благодарам за убавото прашање што го поставивте во денешната емисија. Повелете, доктор. Да, и ово што го кажа гледачката е многу важно и е еден сосема природен, развоен аспект на дете кога се пушта во градинка, да има потешкоти со сонот натака. Заради тоа што нервниот систем, како и се што е иматурно, недоволно зрело кај децата, нели се е во некој развој кај децата, се случува кога се ексцитирани, кога имаат повеќе дразби, повеќе деца, значи повеќе, да речеме, непозната средина, да заради нели она нема капацитети, нема како да се справи и она реагирајте така. Со грчеви, дури некогаш се случува кај децата грче, па родители помислуваат дека тоа може некаква епилепсија и слично. Значи тоа се сосема развојни елементи. Значи тоа што прашува гледачката дали е тоа нормално. Ние на психијатрија никогаш не го користиме терминот нормално, него викаме типично или атипично или вообичаено или невообичаено, така да ова е вообичаено. Ова е сосема вообичаено и ова е развојно прифатливо. Тоа кое што јас топло ги советувам родителите, нели тоа што напомена мајката, ме бара мене. И логично е, сигурно дека нели мајката била доминантната улога во развојот на овие 12 месеци. И сега детето кој што навикнато знаете како, па и ние ако сме навикнати секој ден во 7 часа са бајле да ги миеме зъбите, да ни го преместат тој ред у 8, ќе 1 сат ќе не чешат зъбите, како да кажам. Значи тоа е некако оној ред кој што детето го има и сега ние правиме промена на редот, а детето како една биолошка единка само што родено, она нема капацитети да се огледа, па добро сега мене ми го прават родителите ова за моје добро или слично. Нема такви капацитети, него ставно вика мене ми се случува промена и бунтува, го јавува во момент на плачливост, раздражливост и на некој начин или сака да им каже на родителите вратете се. Така да тоа е само одговор и мој совет да гледачката, односно нели ова семејство биде упорно и истрено во процесот бидејќи ова сега за сега еден вообичаен адаптационен период. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Дали ова значи ка си исклучил? Веројатно тоа значи. Моето последно прашање, односно поврзано е со претходното прашање, е подпрашање. Што доколку се дојде во семејството нов член, значи има бебе. Дали во тој момент треба да се запише по старото дете во градинка или не? Или доколку има некаков смртен случај во семејството? Како се постапи во тие моменти? Знаете како, универзален одговор на прашање нема, зашто секој семејство има различни капацитети, различни снаги, различно се справува со загуба, различно се справува со болест, меѓутоа очекувано дека кога се раѓа второ дете или трето, неважно, значи нов член во семејството кога доаѓа, очекувано дека кај претходното дете треба да се јават некои регресивни феномени што ги велиме ние, да едноставно нормално ако тоа дете петоно било центар на свет, сега некој друго се држи во рака, сега некој друго се дои, па дете кој што беќе не цица може да дојде да бара да цица. Значи тоа се сосема нормални регресивни феномени, нешто ги кажав дека и ние како луѓе знаеме како возрастни лица ги користиме кога нешто не ни се допаѓа и не може на дете да му се допаѓа кога вчера било центар на свет, сега веќе дека не е. И тоа ние треба да го прифатиме да работиме со детето, а ако значи нема дополнителни да речам работи кои го спречуваат, нормално дека мајката треба да се посвети на ова новороденче или оној период кој што го дават од 9 месеци е баш ради тоа да му се посвети. Пожелно да претходното дете појде во градинка, за да помалку травматски го доживува на момент дека мајката сега припаѓа на некој друг. Заради тоа што знаеме како интензивно доењето на кратко време и сето тоа, а во случај кога станува збор за загубата знаеме по многу низа на особености, загубата секогаш е врзана со негативни емоции. Нели не може да бидеме расположени кога некој го нема. Очекувано дека баш оваков период и пожелно да детето не биде дома и да не ги гледа возрастните како тагуваат, заради тоа што тоа секако ќе се рефлектира на детето, така што освен ако нема нели други низа на ситуации кои што се случуваат во домот, пожелно да детето и во двата случаи припаде на градинка. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Знака да ве поздравам, прекрасна емисија и тема. Благодарам. Актуелна. Вака се работи, имам синча, 13,5 месеци, од минатата недела почнавме за прв пат во градинка.
Сега прашањето ми е во поглед на адаптацијата, односно се работи, значи, детево се прилагодува лесно, меѓутоа кога ги слушне останатите дечиња како плачат, се синхронизира. Значи, се придружува на таа емоција. Да, како дали да го одложиме овој период? Бидејќи мислам дека сите, како што праша, сите во групата се нови, се малечки и се плачливи. И е период на адаптација. Дали да го рикнеме, да го прекинеме, овој период па да одложиме за понатаму, совета докторката. Инаку така да оди, нема никаков проблем со социјализација, претходно се работи за питално дете и така. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Уште едно убаво прашање од гледач, што благодарам на гледачката и тоа што можеби ушите на еден професионалец го слуша дека и двете мајки што се влува децата една недела им се во градинка. И тоа кој што би сакала да им пратам порака на двете и многу симпатично зашто двете се само една недела во градинка и се веќе толку загрижени, е дека првиот месец кога родителите го издржат, ќе издржат и понатака. И она што вика статистиката. Така што многу е многу важно да и оваа гледачка на истиот совет што го дадов на претходната да проба овој период да го усвои, да го прифати како вообичаен. И тоа што го кажав и претходно во разговорот. Децата во овој период се добри имитатори. Ако други деца плачат, плачат. Меѓутоа, ако и други деца се смеат, и нашите деца се смеат. А во градинката доминантно децата се насмејани, се играат, се дружат, разменуваат вештини социјални, така што топло препорачувам, особено што оваа гледачка кажа дека никакви други потешкоти нема, значи дека оние други фази се одлично само плаче заради останатиот. Да, и оно што го кажа, детските солзи се само оној момент како ние возрастни кога ќе кажеме дека нешто не ни се допаѓа и воопшто не се крај на свет, него треба да се истрпат и ние како родители или оној емоционалниот аспект да си го малце да речам подзатвориме за да може да ги пуштиме децата да живеат во нивната доба. Докторке, многу ви благодарам за вашите денешни појаснувања на оваа тема. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Почитувани останете на Телма бидејќи следува за оној период во градинката кога децата многу се разболуваат, зошто тоа се случува и можеме ли нешто да направиме за тоа да се подобри. Здравствениот сегмент од приказната со градинката е сериозен проблем за родителите, бидејќи децата што одат во градинка се нон-стоп болни. Зошто е тоа така, ќе ни појасни професор доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија во Аџибадем Систина. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, поздрав до сите ваши гледачи, фала за поканата. Кога детето ќе почне да оди во градинка, одеднаш почува да му тече носот, да го боли грлото, да качува температура. Родителите имаат чувство дека постојано се децата болни, велат градинката е легло на зараза. Зошто тоа се случува и дали е тоа баш така? Интересна ви е формулација. Морам да почнам со една информација која е вака интересна. Знаете, на планетава Земја има повеќе од 400.000 разни микроорганизми. А многу малку од нив имаат интерес за нашето тело. Во основа да предизвикаат болест. Меѓу нив се тие стрептококи, стафилококи, некои од тие, нели, сега да не ги наредиме сите микроорганизми. Меѓутоа, оно што е интересно, што секогаш, апропо вашава констатација ова залегло, секогаш во затворени средини постои можност полесно да се прошират одредени инфекции. Тоа е нормално, тоа е очекувано од една страна, од друга страна ја не би го дефинирал баш така као легло, затоа што децата од моментот на раѓање до навршената негде 6-та година имаат едно зрејење на имунолошкиот систем и они тек некаде во 6-та година добиваат ниво на имунолошкиот систем околу 45-50% од нашиот на возрастните. Така да децата се поподложни на инфекции во првите 5, односно 6 години. Што е тука исто така интересно? Децата се раѓаат со еден дел од имунитетот, кој што го викаме неспецифичен имунитет, кој што е многу добар, многу ефикасен, брзо реагира, и затоа кај нив, кај дечињата, многу почесто се јавува повисока температура на една иста инфекција во однос на возрастните, например. Меѓутоа, другиот дел од имунолошкиот систем, оној што го велиме клеточен, хуморален, да кажам, кој што се развива, тој постепено се развива и треба време да созрее. Еден од најбитните делови таму е тој систем на, ние го викаме на ИГА, на имуноглобулина, тој
секреторен ИГА, кој што споро се развива, и затоа децата се повеќе подложни кон инфекции отколку возрастните луѓе. Затоа може би бил малку директно индиректен одговор дека како и сегде, така и во градинките и во школите, да речеме, ние имаме присуство на сите тие микроорганизми, меѓутоа кај едно дете кој е 14 години, например во школа, не се така чести инфекциите како децата во градинка, пошто им зрее имунитетот. А пред малку зборувавме за адаптацијата во градинката. Дали децата кои што постојано плачат и се несрекни што одат во градинка, кои што не сакаат да бидат дел од колективот, и се изложени на поголем стрес, ќе имаат намален имунитет. Дали стресот им го намалува имунитетот? Па стресот е проблем на модерното време, тоа е дефинитивно сигурно. Ако употребите терминот стрес, онда тогаш сите луѓе обично го поврзуваат и асоцираат со возрастната популација, што не е точно. И децата се во стрес, апсолутно. И децата што одат во предшколска установа и децата што одат во школа. Тие се исто така перманентно под стрес. Меѓутоа, зошто ни е стресот битен нас, ова што велите? Да, паѓа имунитетот. Апсолутно. Стресот е една состојба во телото која е многу интересно. Можете вие да пиете и да му давате на детето хрпа витамини, ако е во стрес, оно не ги користи, едноставно ги елиминира. Значи, џабе ги давате. Принципот на намалување на стресот кај децата кога одат во градинка, тоа како што каже и колешката предходно, тоа треба да се остави на професионалците, значи наставничките, негователките во градинките да бидат тие кои што ќе го намалат стресот нормално заедно со родителите, за да чувството на децата во градинка биде добро. Но тоа несомнено е врзано и со бројот на деца во групата и бројот на наставнички, односно учителки и негователки кои што се во една група. Едноставно, по моје лично мислење, 25-30 деца на една наставничка, тоа е и повеќе, тоа е премногу, едноставно, колку и да е добра, не може да им обрне комплетно внимание на сите деца. Сега, тоа е оној момент кој што треба евентуално да се коригира во општеството кај нас. А морам да признам дека во оваа нова ера, сега која е велат во овој систем на кој што го живееме на планетава, на така наречен трансхуманизам, стресот, значи, се осеќа не само кај возрастните заради работата. Ви едноставно денеска родителите не можат да земат отсуство од работа така лесно како порано, нели, за да останат дома со децата. И децата се перманентно под стрес, па дури одат и болни во градинка. Ке ги вклучиме во програми гледачите доктори од овој дел. Значи, овој дел од емисијата ќе биде контактен, овој сегмент од емисијата контактен. Почитување можете да се вклучите со ваши прашања и дилеми токму на оваа тема, честите разболувања на децата во градинка. И сега споменавте дека родителите понекогаш ги носат во градинка децата болни. Што значи болно дете? Дали растечениот нос и зелените мрсулчиња значат болно дете? Па не е секогаш тоа, мислам, моментот да речеме... Да ни дефинирате, всушност, кога не треба да ги носат децата во градинка? Значи, прво, да кажеме, прво што мора да знаеме, мора сите родители да знаат, дека кај децата од 1 до 3 години, например, они е сосема логично, дозволено да имаат и 6 инфекции во годината, пратени со покачена температура, со секрет од нос, со кашлица, со други симптоми. Дури може да имаат, значи горно респираторни, на горни дишни патишта, дури може да имаат и 2 на долни дишни патишта, од типот на бронхитис, нели, бронхиолитис и така натаму. Веќе ке деца од 3 до 5 години не се 6, него се 5. Значи, апелирам да родителите знаат дека децата имаат можност да добијат полесно инфекции отколку што е возрастните. Но она што е од друга страна битно и значајно, тоа е дека сите студии наши во педијатријата и уопште у медицината покажале дека 90% од инфекциите се вирусни. Вирусните инфекции се инфекции како што настинка, грип, нели, да речем тој тип на инфекции. Тие не се лекуваат со антибиотици. Значи, давањето на антибиотици таму
во буквален смисол на зборот нема никаков ефект. Антибиотиците се феноменални лекови, меѓутоа тие се користат само за лекување на бактериски инфекции. Така да едно дете, ако шмрчка, да кажеме, не значи дека ќе пренесе се и се што. Обично инкубациониот период кај тие вирусните инфекции е 2-3 дена и заразниот период е 2-3 дена. После веќе 5-6 ден, 7 ден, ако тргне во градинка, а се уште има секреција, не мора да значи дека ќе биде заразно за околината. Градинките за упис на децата во колектив, во група, бараат чист бриз од нос и од грла. Дали сметате дека ова е логично и дека би помогнало во намалувањето на разболувањата на децата во градинките? Ја прво го поздравувам оној формуларот што го имаат од градинките, прво за вакцинациите, дали е спроведена вакцинацијата комплетно, нели таму има податоци за алергии и така натаму. Меѓутоа ова со брисевите нема потреба. Значи ние во медицината, во педијатријата лекуваме болни деца, а не резултати. Значи, вие може да имате дете со позитивен бриз на нос, еве, например, стафилококус ауреус, тоа сите родители, баби и дедовци имале такви ситуации со децата, а детето да не е болно. Значи, 40 до 50% од децата и од возрастната популација го носат тој микроорганизам во носот. И сега, ако се деси да е позитивен брисот, а детето не е болно, има зашто да не оди во градинка. Јас го разбирам моментот и јасен ми е и од една страна е добар, ке речеме, нели, кога бараат од градинките бриз да е негативен, заради опасност и страф евентуално да не се расшири инфекција кај другите деца. Меѓутоа, деца кои што се активно болни, кои што имаат температура, примаат антибиотики, например, кашлаат, имаат отежнато дишење, каде што е активна болеста, они се тие кои што може да пренесат инфекција. И во тој случај не треба да одат во градинка, но се случува родителите да ги носат. Има. Да, има такви примери, поради што реагираат останатите и велат, моето дете е болно постојано. Една недела во градинка, 2 недели дома. Една недела во градинка, 2 недели дома. Да, тоа е честа ситуација, меѓутоа, знаете како, ако тргнеме ние сега да тргнеме само со брисевите, ова сакав исто да кажам, значи во устната шуплина и во носот на едно дете има повеќе микроорганизми од колку што има луѓе на планетава Земја. Значи, реално живеат у нормални околности. Значи, ако тргнеме сите тие брисеви и се појавуваат одредени позитивни брисеви, а детето нема симптоми, не е болно едноставно, тогаш нема зошто да не оди во градинка. Така, значи само треба да има симптоми. Да, апсолутно да има знаци така, за болест. Фебрилност, кашлица, така е. Да. затнат нос. Да, едноставно, и слично. Децата треба да имаат знаци за болест, а кога имаат веќе они доаѓаат во педијатриските амбуланти и обично се под одреден третман, нели, дали се инхалации, дали се какви да се лекови кои што се користат, у секој случај тогаш не треба да идат у градинка. Докторе, доколку некој дете пречесто се разболува, што советувате? Сега, кај децата кои што имаат поголем број на инфекции, значи од овие 6 што ги споменавме годишно, па дури и 2 долни, например, тогаш е многу важно да се направи проценка на имунолошкиот систем кај детето. Значи, едноставно, тогаш има индикација, не мора да се прават преголеми исследувања, али барем оние базични испитувања, да се провери дали има одредено нарушување во имунолошкиот систем и дали ние тука нешто треба да помогнеме или да коригираме едноставно. Ни се случува, например, да се појават дечиња кои што имале чести инфекции во градинка, дошле до својата 5-та година, а уствари испаѓа после тоа на таа возраст, например, се утврдува дека има дури и вроден одреден дефицит на имунолошкиот систем, кој бара, да речеме, одредени интервенции. Затоа, кај деца, кога има навистина многу чести инфекции, кога тие се појаки, побрутални, пожестоки, да кажеме, тогаш е многу битно ова да се направи проценка на имунитетот. Така, но после короната, и се чини дека симптомите на сите настинки кај сите деца се поизразени. Повисоки се температурите, почесто се децата болни,
поизразени симптоми во однос на порано. И сега родителите бараат решенија, па ги ставаат децата на некои подобрувачи на имунитетот со месеци. Дали сметате дека таквиот пристап помага? Зависи што даваат, нели, нормално. Има повеќе, знаете како вие кога ќе влезете во апотека, ќе едноставно во она море на лекови и помошни лековити средства, едноставно не знаете што да изберете и оставате или колегата фармацевт или, да речеме, некој педијатар или матичен лекар да даде совет што треба да прима детето. Меѓутоа, давањето на тие помошни средства кои што помагаат во подобрување на имунитетот, односно подигање на имунитетот, многу пак зависи од тоа каква е состојбата со имунитетот, какви инфекции имало детето. Има така наречени лекови, слични се како на вакцини, кои што помагаат кај бактериски инфекции. Има други кои што помагаат кај вирусни инфекции. Има трети кои што се комбинираат и едните и другите. Значи, многу е битно да се избере соодветниот. Па најважно е да се избере соодветниот. И не може еден препарат да е добар за сите. Тоа едноставно не може. И треба да се користат природните, дополнително, да речеме, што по-природните методи. Например, децата треба да се неизбалансирана исхрана, да има доволно витамини, да има доволно минерали, нели? Понатаму да се внесат сите оние нутритивни компоненти кои помагаат во имунитетот. Наједноставно D-витамин. Значи, за жал, ние сме земја со многу сончеви денови, негде околу 250 сончеви денови има во нашава држава, а у суштина ние сме дефицитни од витамин D. А D-витаминот е еден од, вака сега ќе речеме, многу едноставните препарати кои што можете да го земете, а многу добро влијае на имунитетот. Имаме гледач, ќе му дадеме предност со неговото прашање. Добар ден за него. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Едно прашање до докторот. Дедо на 2,5 годишно внуче. Ало, добар ден. Да, ве слушаме. Вие сте дедо на 2,5 годишно внуче. Да, оди в градинка. Па така, кај што слушам разговор, значи често така заболува. Па ме интересира му има дадено Сумамет. На колку време, да речеме, во текот на годината може да прима Сумамет? Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам, пријатен ден сена, зашто така прочесто, па неколку пати му дадено Сумамет. Така, па сега вие сте во дилема дали овој антибиотик може да се дава така често на таа возраст. Ви благодарам за вклучување во програма. Сена и во пријатно. Пријатно. Значи, Сумамет, азитромицин, тоа е хемиската супстанца на тој антибиотик. Тоа е у принцип одличен антибиотик. Тука нема дилема. Тој антибиотик дури, сега еве да кажам, да знаат гледачите, дури сейфти кај трудници, значи безбеден. Меѓутоа, како и другите антибиотици, кај нас има една приказна дека е јак антибиотик. Секој антибиотик е јак или слаб на свој начин. Значи, имаме антибиотици кои што делуваат према причинителот кој што ја предизвикал болеста, имаме антибиотици кои што не делуваат. Например, има, да речеме, некогаш некој антибиотик, значи, да речеме, го спомнавме преска стафилокок, ако е он отпорен на некој антибиотик, тогаш тој едноставно нема да делува на него. Но Сумамедот, односно азитромицинот е антибиотик кој што обично во педијатријата се дава кај релативно позначајни бактериски инфекции. Значи, дали се работи за воспаление на уво, дали се работи за запаление на плуќа, посебно тие неспецифични микроорганизми што ги велиме, легионела, микоплазма, нели, има такви. Обично се дава во такви ситуации. Било кој антибиотик даден е чиста вирусна инфекција, едноставно нема да има никаков ефект. Дали може да се повтори? Да, може да се повтори ако има потреба. Значи, ако кај едно дете се појавува таква инфекција која бара да му се даде таков тип на антибиотик, ама се повторува, тогаш пак треба да се испита имунитетот, да се види докаде му е имунитетот на детето и што треба тука да се направи. Докторе, понекогаш кога децата често се разболуваат во градинка, добиваат совет од педијатрите да направат пауза
од извесен период, пред повторно да продолжат со градинката. За колкава пауза обично се работи? Што советувате? Колку време треба детето да паузира од градинка, доколку многу често се разболува? Ја искрено да ви кажам, им викам да не прават пауза. А вие велите да не прават? Вие сметате дека нема потреба за такво нешто? Нема потреба, затоа што ние, значи, пак ќе се вратам на она што е клучно кај секое дете. Значи, клучно е да градинките имаат помали групи, повеќе наставници. Но тоа го немаат. Али тоа го нема, да. Но бидејќи го нема, да децата кои што доаѓаат, сепак не доаѓаат во најактивната фаза на болест, да речеме, и ако едно дете почне да се повторува инфекција по инфекција, да кажеме, во тој случај проверка на имунитетот и давање на некои помошни лековити средства, лекови кои што ќе го стимулираат тој, ние велиме ТХ1 дел од имунитетот. Има таму ТХ1, ТХ2 кои што треба да се перманентно во баланс. Што е во тој дел интересно? Почесто можам да ви кажам дека се разболуваат дечиња кои што се хиперчисти. Кои што не се претерува дома со хигиената. Да, кои што не се стимулирани, што велиме антигено, нели со микроорганизми, за да го билдаат имунитетот. Во хиперчисти средини има повеќе алергии. Типичен пример ви се скандинавските земји, каде што во значаен пораст се алергиските болести, затоа што овој дел од имунитетот кој што се бори против инфекциите е ослабен, а во средини како што е нашата држава, па и на крај на денот цел Балкан, каде што има репетирачки инфекции, има алергии, ама се помалку присутни отколку, например, еве да речеме, од скандинавските земји. Имаме гледач, да го вклучиме во програма, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторот и спикерката. Повелете. Ве слушаме, кој е вашето прашање? Едно прашање. Така. Внучето беше во градинка до сега е прво оделење запишан. А од прошла година, од декември месец, па октомври, декември и до сега нон-стоп кашла. Тоа не е не е да кашла постојано, него повремено. Така? Во текот на денот еднаш-два пати ќе се накаша, а почесто и ноќе, и сме го носеле на доктор, неле, кај матичната, потоа во Котле го носевме и таму му дадоа некои дезодоранци за алергија као. И тоа го примаше, но и ништо не му помогна, и на тестот за алергија немаше ништо не покажа. Значи понатаму кашла. Тоа ме загрижува сега, така, што и понатаму кашла, а прво оделење не знам што да се преземе така, сега. Така, барате совет во конкретниот случај. Дали може да се снима плуќа или нешто? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што советувате кога има упорна кашлица кај детето? Ова е состојба која што ја имавме многу често последниве месеци и претходнава зима. Значи, прво да кажеме дека кашлицата сама по себе не е болест, него е еден одбранбен механизам на телото да го исчисти секретот што го има во белодробието, значи да се исфрли. Меѓутоа, кашлицата може да се појави од повеќе фактори. Како сама кашлица може да се појави од алергија. Значи, кај ова детенце испитува на алергија и треба сега, бидејќи е прво оделение детето, треба да се испита алерголошки и на храна, и на тие инхалативни алергени што ги велиме. Значи, може да е од алергија, може да е од некоја неспецифична инфекција, од некој, и она што ние го имавме, тоа беше многу дечиња имаше со еден вирус кој што се вика РСВ, значи респираторен синцитиелен вирус, кој што знае да направи кашлица која трае 6, 7 па и 8 месеци и едноставно, највака народски кажано, да ги полуди родителите.
Ако е така, тогаш се даваат лекови, значи ако е таква инфекција, тогаш се даваат лекови кои што делуваат контра самиот вирус. Значи треба да се докаже апсолутно, да, треба да се направи. Да, се извинам, извините што ве прекинав, но сакам да кажам на бабата на ова детенце дека сепак треба да се направи комплетно испитување, значи не само за алергологија, микробиологија, иста така има сега нови техники на докажување на микроорганизми, не со класичен бриз, со тие PCR технологии, како што беше за короната, и брзо се добиваат тестови и се добиваат и вирусни, не само бактериски. Доктора, некои имунолози советуваат, доколку детето пречесто се разболува, да не биде запишано во градинка до 3-та година. Што велите вие? Знаете, значи нема правило никогаш кај секое дете е нормално приказна за себе, но колку покасно го упишете во градинка, толку е по-тешка адаптацијата во градинка. По-тешко се адаптира детето во градинка. Ако детето влезе во тој процес на градинка, да речеме на возраст од година, година и пол, целата адаптација по мене иде побрзо и навиките после идат подобро. Има дечиња кои што се запишуваат и на 5 години, меѓутоа мислам дека е тоа навистина многу доцна. Колку порано, толку подобро. Некои родители поради честите разболувања во градинката се одлучуваат детето да им го чува или баба, дедо, или пак ангажираат жена за како логистика во домашни услови. Што велите за тој пристап кај болежливите деца? Тој систем баба-дедо систем, нели, режим систем кај нас функционира. Пак ќе речем и во Македонија и на балканскиот простор. Тоа поише ги радува бабите и дедовците, тоа е дефинитивно така, и они сакаат да ги чуваат внуците, сакаат со нив да се. А и родителите се посмирени кога нема да бидат постојано по педиатри, така? Во секој случај. Да, тоа е еден од начините како може да се, да речеме, ако се работи за дете кој има веќе нарушување на имунолошкиот систем, пример, и има чести инфекции, тогаш навистина треба да, во таков случај треба да се ограничи одењето во градинка одреден период, нели, додека се стимулира имунолошкиот систем, додека тој созрее и така натаму, тогаш е евентуално тој систем на чување, нема друг. Тоа е тоа кое што треба да се направи. Меѓутоа, во таква ситуација им советувам на дедовците да ги учат децата да играат шах. Тоа е одлична игра за мозокот. Така, за ментален развој, меѓу другото. И за, меѓу друго, за забава, меѓу... Па да, во домашна средина. Али да не им попуштаат на децата, на внуците. А тоа е малку потешко. Тоа е најтешко. Докторе, ви благодарам многу за денешното гостување. Благодарам. Некои родители понатаму ќе имаат дилеми дали еве со изложувањето на детето на вируси и бактерии во градинка на вистина го градат имунитетот, бидејќи се постојано под антибиотска терапија. Дилемите се на вистина големи. Еве, како заклучок, што советувате? Како заклучок сакав да се вклучам, да завршиме. Значи, ние треба да го земеме, не треба многу да, ајде така да кажам, да измислуваме, треба да земеме некои модели кои што се ефикасни. Прво, децата во градинка треба да се повеќе во надворешниот дел, значи надвор, не во затворен простор, без оглед колку е топло или ладно, нели, колку е ладно. Како во скандинавските земји, на дожд и на снег што играат. Јас гледам дека децата денеска во амбуланта доаѓаат деца кои, значи, на 30 степени температура, облечени како да се качуваат у Маврово или на шапка на скијање. Значи, треба да се расоблечат, треба да се навикнат. Едноставно, децата кои што спијат во соба која не е превише греена, се поздрави, побрзо им билда имунитетот. Значи, преголемата температура исто така не е добра, претоплено дете. Значи, треба да ги прифатиме тие здрави навики што ги имаат од некој, посебно ги спомнавме скандинавските земји. Таму децата спијат надвор, значи не унутра, она дневна дремка. Макар и да е ладно. Тоа кај нас тешко може да се спроведе. Тешко. Едноставно менталитетот е поинаков, па тешко се прифаќаат вакви работи, но ете, убаво е да се знае дека со мали промени би се постигнале големи подобрувања во имунолошкиот развој на нашето дете. Докторе, ви благодарам многу за гостувањето и за сите појаснувања поврзани со честите разболувања во детска возраст кај децата што посетуваат градинка. Благодарам.
Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Тилма. Сите оние родители што имаат дечиња што сега поаѓаат во градинка и посакувам лесна и брза адаптација и секако добро здравје.